Јавни обвинители. Ние, родителите и семејствата на починатите деца во дискотека Пулс, денес пак ви се обраќаме вам. На ден 13.6.2025 година, преку медиумите изјавивте дека обвинителниот акт е составен и ги презентиравте 34-цата осомничени за инволвираност за пожарот во дискотеката Пулс. И претходно ви укажавме на некои лица и институции кои се одговорни, но истите се уште не се водат за осомничени. Затоа уште еднаш апелираме до вас, мора да ги следите доказите, без разлика до каде и до кого ќе ве доведат. Вистинските виновници мора да бидат откриени и да одговараат, без разлика за кого се работи. Еве уште еднаш ви ги посочуваме. Дискотека Пулс во Кочани, каде се случи трагедијата, работела нелегално, тоа веќе е документирано и потврдено. Тоа е дел од активна истрага која треба да даде одговори, но и да утврди одговорност кај институциите чии пропусти се поочигледни. Според податоците објавени во бизнис мрежа, фирмата МММ Кафе, собственик на дискотека Пулс, работела со блокирана сметка дури 217 дена. Евидентирана блокада, која се уште не е тргната, била заведена на 16 август 2024 година. И тука се поставува суштинското прашање. Дали управата за јавни приходи требало да го затвори клубот уште во септември 2024 година? Според член 117 од Законот за стечај, ако фирма има блокирана сметка повеќе од 45 дена и не исплаќа плати и придоници подолг период, УЈП има законска обврска да поднесе барање за отварање стечајна постапка и да предложи мерки за обезбедување на имотот. Ако блокадата била заведена на 16 август 2024 година, тоа значи дека веќе до крајот на септември управата требало да постапи, а клубот Пулс требало да биде затворен. Но клубот продолжил да работи и 62 животи беа изгубени. Ова не се технички грешки, ова се системски прашања до истражителите, до јавното обвинителство. Дали е точно дека управата за јавни приходи не постапила по своја законска обврска согласно член 117? Кој во УЈП бил надлежен да го поднесе барањето за стечај и зошто тоа не било направено? Дали некој ја стопирал постапката и ако да, зошто и со каква цел? Колку вработени има во УЈП во Кочани? Дали по констатираниот прекршок и сознанието дека фирмата има блокирана сметка, контролата е повторена? Дали некогаш даночен инспектор таму низ годините направил било каква контрола во објектот, освен онаа која се споменува во декември 2024 година? Дали инспекторката за економски криминал од МВР има проверено сите овие нерегуларности или некој во институциите замижал пред нерегуларностите? Трагедијата во Кочани не е последица на една грешка, туку на ланец од институционални пропусти. Секој пропуст мора да биде идентификуван. Секој виновник мора да биде повикан на одговорност. Државата мора да покаже дека законот важи за сите и дека никој, ама баш никој, не смее да биде над него.